Колеги од мнозинството, не можам да ве наречам почитувани и ќе ви објаснам зошто. Ви простив што гласавте за симнување на мојот имунитет, за да ме притворате пред деца и ми пресудивте пред време, ама никогаш нема да ви простам ова што го правите на Република Македонија. И сето ова ви го зборам во името на жителите на Газибаба, во името на граѓаните на Република Македонија, во името на Диме Ицковски поштарот од Булачани кој што го убивте од Газибаба, во името на неправедно осудените од 27 април, во името на илјадниците стечајци кои што ги оставивте да трпат за леп, во името на сите граѓани кои што гласно ви порачуваат не овие денови. Јас доаѓам од Газибаба, во Газибаба не сте победиле и никогаш нема да победите после ова. Почитуван македонски народе, историјата се повторува. Оваа власт не враќа од 21 век во 19 век. Го отвара прашањето што беше 70 години затворено. Ја отворија Пандорината кутија, ги разбудија духовите од минатото и го разгореа раздорот меѓу луѓето. Забивте нож во срцето на македонскиот народ и од 2017 наваму немилосрдно го вртите ножот за одново и одново да крвари. Подреденоста на Република Македонија во однос на соседите ја направивте со Преспанскиот договор. Ја интензивиравте до степен на самоуништување на македонската нација со договорот за добрососедство. Целосно асиметричен и тогаш ви укажувавме. И сега со овој предлог ја запечативте судбината на македонскиот народ за многу години во иднина. Инаку, самото вмешување на собранието е само по себе преседан, бидејќи се работи за меѓувладина седница, а не собраниска, меѓусобраниска или каква и да е. Па од тука собранието е само параван на оваа влада и купување на време за да ја подели одговорноста со нас, пратениците, за документи за кои ниту сме консултирани, прашани, туку брутално заобиколени и маргинализирани. Годините наназад баравме информации, повикувавме за седници, оваа влада молчеше. Дознававме информации од Бугарија. Оваа влада која што се насочи само на надворешна политика, цели кампањи правеше за ЕУ интеграција и најпогубни, најлоши резултати постигна токму на оваа тема. Не покажа во ниту еден момент државничко однесување за заштита на националните интереси на Република Македонија, дури ги сруши претходно изградените позиции. Молчеше дури и во моменти кога од Бугарија имаше закани и сериозни изјави со територијални претензии кон нашата држава. Некаква вербална синота испратило МВР кога во бугарското собрание братеници викаа дека Македонија и Бугарија и да не ги редам сите работи. За сето ова може едно да ви порачам, за да ве ценат и почитуваат другите. Треба да се цените и почитувате прво самите себе. Вие се преценивте лично, но го поценивте народот. И замислете, во 21 век, со низа конвенции и декларации за човекови права, ние имаме проблем со самоидентификација и самоопределување. И сето тоа заради овие квази политичари кои дете од мајка ќе украдат и ќе го продадат. Поништивте малцинство во Грција, сега во Бугарија. Сега влегувате во контрадикторност на двата договори кои без памет ги донесовте. Со Преспанскиот договор тврдевте дека македонскиот јазик и идентитет се бетон. За да сега со овој предлог гледаме дека не е така. Европската Унија влезе во самата со себе во контрадикторност, со своите начела на постоење, за респектирање на нациите, нивно право на самоидентификација, како и право на своја историја и култура. За вас не важат ништо од писмата од 200 историчари, доктори на науки, академици, ниту подписи на 844 учители и професори кои се подпишаа против предлогот, не важи ниту манифестот од 1000 професори подпишани на македонските учители, за вас не важи ни резолуцијата, замислете за државни интереси која што вие гласавте во 2021 година. И за разлика од Преспанскиот договор, за овој предлог сега, ако не сте свесни, во Македонија има револуција. Сите експерти, историчари се против овој предлог. Ако според вас, министеров за надворешни работи Бујаре, се според вас со погрешни сваќања, така изјавивте дека се со погрешни сваќања и дека се во заблуда или неинформирани. Реките од народ се доказ, кои што ви се случуваат секојдневно, изминативе денови, на кои што има луѓе од сите возрасти. Има многу мајки со мали дечиња.
Има возрастни луѓе по 90, имаше дедо од 108 години кој што излегува на протести, лица со инвалидски колички. Секој ден одат на протести. На овој мирољубив народ се дрзнавте да удрите врз него, апсите, затварате, дисциплински постапки спроведувате, па и со оружје тргнавте кон својот народ, кон нашите деца. Кај ќе ви оди душата? Само да ви пренесам порака од народот, од кој што не чувате и се чувате овде со прекумерно обезбедување, со водени топови насочени кон влезот во собранието. Не ви се плашиме! Па ќе се го ставале говорот на омраза под контрола, пак има право Бугарија да го прави истото преку МНР, па што не го ставивте говорот на омраза под контрола до сега. Како не ви е срам, слуги на ѓаволот ни заедни. Пендаровски, председателот, кој што треба да е овде цело време, кога се разнебитува државата која што ја води. Ке цитирам некои негови изјави и сите негови лаги од 2015 наваму. Величе вака, цитирам: душата ќе му ја извадат на тој што ќе потпише промена на името ако не успее референдумот. Тука запира процесот. Референдумот не беше успешен, а процесот продолжи. Според това што го кажа Пендаровски, на Заев и Димитров треба душата да им се извади, нели? Понатаму велеше, цитирам: влегувањето на бугарите во уставот е мешање во внатрешните работи и ниеден договор со Бугарија не сме да се скрие и така натаму. Нема шанси тоа да се случи. Прво ја ќе излезам на конференција и така натаму. Станува збор, вели, за транзиционен компромис и така натаму. Па да го прашам вака: дали сте вие најпаметниот и најпрогресивниот председател на државата од сите досегашни, од Киро Глигоров, од Борис Трајковски, од Бранко Црвенковски, од Ѓорѓе Иванов, за да учествувате во спроведувањето на сето ова што се случува? Ти, министре за надворешни работи, ти Бујаре, што направи за земјата која ти понуди се: детство, образование, функции? Жаклина, секунда, времето ти стои. Времето ти стои. Министрот, ти имаш свој начин, окей. Не те прекинувам. Прво, има и презиме, ако веќе ми се обраќаш со име и презиме. Коректно, ако треба да бидеме коректни. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, а не ти Бујаре, ти, ако почнете така. Окей, продолжи. Да ми го вратите времето. И беше повеќе, не е така. Значи, што направи за земјата која што ти пружи све? И кога те прашувавме овде во собранието, молчеше. Во еден момент не канеше нас пратениците да идеме во МНР, за да сме ги гледале документите, си ги помешал од чинјата, затоа што собранието те бира тебе и ти одговараш пред собранието. Сега ве прашувам во име на граѓаните, ова цело време го поставуваат прашање граѓаните, во чие име преговараш и договараше протокол со сите замки за македонскиот народ? Еве, не одговарете на нас, излезете надвор на граѓаните и одговорете. Вас, премиере, ќе ви поставам само едно кратко прашање, бидејќи нема потреба од повеќе. Дали ќе дозволите да бидете премиер на чакаларовци или на генерација на јуди, бидејќи јуда и после 2022 лета, господови, остана предавник и ништо друго? Маричич не е тука и не го прашувам, бидејќи освен бифтеци друго не го интересира. Дали вие, господине Мишовски, во залезот на вашата политичка кариера ќе гласате за овој предлог во замена на уште некоја функција и фотелја и за уште некоја година да си поседите во фотелја? После 20 години на функција, дали сте спремни за уште едно предавство на државата, само за лично да поентирате? Истото прашање важи за вас, господја Мираковска, и за колегата Панчо Минов. Дали вие, Мартин Костовски, кој што не е тука, знам дека ќе ви го пренесе прашањето, ќе го гласате овој предлог во замена за ослободување од гонење кон вас поради законот за јазици кој што во службен весник го објавивте без подпис на председателот? Така се пазарите, но да ви порачам, колеги од мнозинството, прашајте си ги колегите кои што гласаа во минатиот мандат како поминаа и со какви последици се соочуваа. И сега ги нема, плачеа, ама си чучнаа и потоа гласаа. Прашајте ги со кои последици ќе се соочувате и дали сте спремни, и дали сте го прашале Муртинецон, кој што ни нудеше оставки, ако не сме биле спремни за одлуки тешки да носиме. Точно знае, сега во моментот ме слуша и точно знае за кој момент изборувам. Прашајте си ги во партија. И на крајот, сакам да поставам едно прашање до председателката Урсула фон дер Лајен. Дали би подпишала
направила договор со кој би се довел во прашање незиниот идентитет и незиниот јазик. Опаметете се, овој лист хартија ниту е основа за седница да се држи, со овој лист хартија ќе ја погребате Република Македонија и затоа тој не треба да постои, а вие излезете со граѓаните надвор и кажете им што точно планирате со Република Македонија, освестете се.